Имате обезголемена обемна работа и дали целосно сте екипирани за оваа ситуација во Куманово? Да, апсолутно. Сега е дадена тежина на Општа болница Куманово во насока на функционирање на хируршкиот одел. Затоа што овој одел е најзасегнат со активното случување на органите действија што се зборуваат во нашата општина. Нашиот одел е со удвоени екипи функционира, со 20 хирурзи, ортопед, уролог и тројца анестезиолози. Исто така и техничкиот персонал во постојана комуникација сме со Министерство за внатрешни работи, Министерство за здравство и Биро за лекови. Сите средства што ни се потребни, материјални средства во оваа насока ни се обезбедени, се со цел за ефикасно спасување на животот на повредените во овие борбени действија. Има ли повредени? Целиот хируршки одел, сите капацитети на хируршкиот одел се поставени во функција на засегнатите во борбените действија. Затоа бе апелирал до нашите граѓани за сите здравствени потреби што имаат да се јавуваат во ургентниот центар. Така, значи ургентниот центар ќе биде надлежен за граѓаните од локално. Да, за граѓаните, за прегледите на граѓаните, а ние функционираме единствено во насока на прифаќање и испрашување на повредените во борбените действија. Има повредени. Право знаеме до каде се ингеренциите. Имаше повредени вчерашниот ден, имаше и футболските борбени действија, повредени и со засегнати витални функции, значи тешко повредени. Нашата работа оди во насока да ги обезбедиме виталните функции, да ги обезбедиме пациентите за транспорт. Тешко повредените со загрозени животни функции се транспортираат хитно со хеликоптер до клиничкиот центар, останатите ги сложуваме на нашиот одел, ги санираме повредите и потоа организирано се транспортираат.